Со социјалната реформа се воспоставува праведна распределба на средствата кои се насочени кон оние на кои навистина им се потребни. За прв пат системот е отворен за лицата со ниски примања. Ова го истакна премиерот Зоран Заев на денешната конференција. Борбата против сиромаштијата и нееднаквоста во општеството е првен приоритет на владата на Република Северна Македонија. Во таа насока е и воведувањето на политики со кои ги враќаме парите кај граѓаните. Политики со кои им помагаме на оние на кои помошта им е најпотребна и на оние кои со години беа заборавени и на маргините на општеството. Реформите во системот на социјалната заштита, кои ги спроведовме заедно со Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период, значат достоинствен живот за илјадници наши сограѓани. Благодарејќи на посветената работа на Министерството, како никогаш досега, претходно, тоа што е направено, имаме за резултат вложувања во раниот детски развој и политиките за намалување на детската сиромаштија, за да возможиме еднаква шанса за секое дете. Минатата недела одбележавме клучно постигнување кое значи дека веќе немаме деца под 3 години сместени. Министерката Царовска посочи дека над 22.000 деца земаат детски додаток, а 30.000 домајќинства земаат повисока социјална помош. И денеска сме навистина горди на чекорите кои што заедно ги правиме за да ова наше општество го направиме општество на благосостојба. Последните 2 години направивме социјална реформа која што го менува начинот на кој што се грижиме за најсиромашните. И поставуваме нов стандард од кој што нема назад. Денес повеќе од 30.000 домаќинства добиваат гарантиран приход и повеќе од 22.000 деца добиваат детски додаток. Вложуваме најмногу во децата, затоа што сиромаштијата не смее да се пренесува од генерација на генерација. И главна цел на оваа реформа не е само повеќе пари. Главна цел на оваа реформа е инвестиција во луѓето и темелни општествени промени. Јас морам да ги спомена министерот за здравство и министерот за образование и да им се заблагодарам што сте партнери на овој пат кон општествена благосостојба во нашата држава. Денес сум среќна што исто така сите регионални професори, истражувачи во социјалната политика се со нас. Денес сите може да кажеме дека социјалните реформи во овој регион, инвестициите во луѓето не се само илузија. Ние покажавме како држава дека ваквите политики може да се спроведуваат во пракса и да даваат резултати. Детската сиромаштија денеска е се почест проблем во светот. Таа опфаќа индивидуални случаи, деца и семејства, го кочи нивниот развој и ја загрозува нивната благосостојба, но истовремено влијае врз целокупниот економски и општествен развој.